Спротивно на закон си почнале нова дивоградба. Градоначалничката на Скопје Данела Арсовска утрово излезе на терен за да провери кој гради во близина на мостот кај Битпазар на територија на општина Чаир. Господине, вака не е ништо спорно, само треба да ни кажете кој ве повикал да го сервисирате. Речиси еден час таа во живо на Facebook го пренесуваше разговорот со лице што поставуваше преносен тоалет во близина. Еве го овој на главен булевар си почнал минатата недела да гради. Арсовска тврди дека околу булеварот се гради дивоградба, а рече дека пријавата ја поднеле загрижени соседи. Овој објект е дивоградба. По пријава на граѓани, комши кои што се тука, имаат доставена информација дека за овој објект кој што отпочнат, еве можете да видите неделава да се гради, веќе се стигнати на втора плоча. Доле имаат ископ во висина од скоро 5 метри, необезбеден, кој што е опасен за граѓаните. Градоначалникот на Чаир Висар Ганил вели дека има комуникација во писмена форма со која барал градскиот инспекторат да постапи во општина Чаир, но според него не добиле никаков одговор се досега, кога на Арсовска конечно и текнало да стапне во Чаир. Vjen mirë që zonja Arsovska pas 3 vite gjysmë i shkel kamën Çajir si kryetare e qytetit Shkupit. Edhe ju jeni dëshmitar para disa ditëve që unë kam edhe letra komunikimi që kërkoj që inspektorati i tyre të vepron në komunën e Çajirit. Dhe ne nuk kemi pasur përgjigje, asnjë përgjigje deri tani. Додека Арсовска беше во инспекција на терен, Ганил присуствуваше на друг настан кој беше најавен уште синоќа. Арсовска во живо на Facebook го повика на соочување, но Ганил рече дека таа намерно упатува такви повици кога термините се преклопуваат, а од друга страна, речиси 3 години не ги повикала на состанок градоначалниците на скопските општини. Арсовска го повика Ганил да одреди време и место за средба по објектот кај местото на Битпазар. Таа посети и други локации во Чаир за да покаже градби кои, како што тврди, немаат документација.